Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, 6 минути после 11 часот, понеделник, време за политичкиот магазин Кворум на брановите на радиото во Боја. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата, а мој денешен соговорник е членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Владимир Пешевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и убав ден за слушателите на вашето радио. Мојата идеја денеска да ве поканам да бидете мој гостин секако се листите кои ги промовираше вашата партија, листите со кандидати за пратеници. Видовме кои имиња се наоѓаат таму, чинам се оди на проверени кадри, секако има и некои освежувања. Дали овие листи можат на владеачката ВМРО-ДПМН да и донесат 63 пратеници? Благодарам за прашањето. Значи, кога се коментираат листите, сепак треба да се има во предвид дека тие се само рефлексија на она што е ВМРО-ДПМН како политичка партија. Значи, ако се погледнат само списоците на 120 кандидати, навистина се работи за изводени кандидати, ќе коментираме за нив повеќе понатаму, но сепак гласачите не го даваат гласот само за тие луѓе, туку го даваат гласот за политичката партија која што ги промовира тие луѓе. Значи, позади овие 120 кандидати, односно 123, стојат илјадници други или десетици илјади и стотици илјади членови на ВМРО-ДПМН, сите оние функционери кои што досега на еден или на друг начин направиле свој придонес во спроведувањето на политиките на партијата, пред се за интересот на Република Македонија. Така што, ако се погледне од тој аспект, што е она што ВМРО-ДПМН го има изработено како партија во изминатите години, што се проектите кои што ги има реализирано и се разбира кои се лицата кои што се наоѓаат на овие листи, ние сметаме дека апсолутно заслужуваме да ги освоиме овие 63 пратеника и сметаме дека народот ќе го направи тој избор и дека ќе му даде повторно довербата на ВМРО-ДПМН со апсолутно мнозинство во парламентот. Тоа е многу важно во овој момент, бидејќи овие избори не се стандардни избори, туку се резултат на една подолга политичка криза во Македонија и практички не се работи сега за избор која политичка опција ќе оди да ја води државата понатаму, туку дали Македонија ќе ја задржи својата стабилност и ќе се врати на патеките на раст или ќе продолжи во една зона, сива зона на нестабилност, несигурност, со сето она што народот го асоцира со СДСМ, со нашиот главен политички противник. Инаку листите, како што кажавте, се навистина исполнети со голем број на квалитетни луѓе. Нормално е фокусот да биде ставен на носителите, но ќе кажам и сето она што се наоѓа под нив, под носителите на тие во секоја изборна единица е избор на исклучително квалитетен кадар кој што може одлично да одговори на своите задачи во парламентот. Така што апсолутно сум убеден дека ВМРО-ДПМН ќе освои апсолутно мнозинство во парламентот. По кои критериуми одлучивте, односно по кои критериуми ги избиравте кандидатите за пратеници? Па, видите, самиот начин како се креира листите и кој беше одекот во јавноста, всушност е еден показател на разликите помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Ако се погледне начинот и тензијата што се создаде во СДСМ, се видите дека таму критериумите биле задоволување на некои други цели, веројатно зададени од оние кои што им помагаат целиот овој период. Од друга страна, во ВМРО-ДПМН постои еден прилично дисциплиниран и организиран процес за тоа како се формираат листите. Иако тие се предаваат секој пат во последниот момент, има и причина зашто се прави тоа така, но процесот е навистина прилично детален и се базира на
неколку работи. Значи, прво е која е распределбата со коалиционите партнери. Едноставно во тие преговори во изминатиот период, но и историјата на функционирање на ВМРО-ДПМН како коалиција покажа дека коалиционите партнери одиграа многу важна улога во спроведувањето на политиките на ВМРО-ДПМН, се разбира на политичките партии кои што гравитираат кон коалицијата за подобра Македонија, но и спроведување на нивните цели. Така што првата фаза е да се, или тие се неколку работи, процеси кои што се одвиваат во паралела. Прво беше да се определи на кои коалициони партнери ќе им припаднат кои места. Веќе има историја тука. Како што кажав, дел од традиционалните партнери на ВМРО-ДПМН ги заслужија целосно да ги задржат местата што ги имаат. Кај некои има определени корекции на подобро. Така што тоа беше првиот критериум. Следниот критериум е, се разбира, искуството што дел од овие луѓе го носат со себе. На листите ќе најдете голем број на пратеници кои што се и во сегашниот состав и со својата работа, ангажман досега покажале дека навистина извонредно си извршувале својата работа и дел од нив се задржани на листите. При тоа се води сметка и за колку што е можно поправишна географска застапеност на кандидатите за пратеници. Знаете, кога се оди на терен, секогаш во секој населено место ќе ви искоментираат, ама знаете, од кај нас нема пратеник, или ќе дадат некој пример каде што од низа причини може би имало 2 кандидати од дадено населено место, викате имаат 2, овдека нема ни еден. И едноставно природно доаѓа да се обидувате да го избалансирате системот во таа насока. Се води сметка за тоа, но тоа не е примерната цел. Примерната цел е сепак да се најдат кандидати кои што максимално може да одговорат на задачите кои што им се даваат и кои што максимално го споделуваат системот на вредности кои што го има ВМРО-ДПМН, а тоа е посветеност, напорна работа и спроведување на проектите и на идеите на ВМРО-ДПМН. Се разбира, како и секоја партија, треба да се води сметка и за едината, и од тие причини ќе најдете на листите и низа на нови кандидати. Тоа е добро и за партијата, добро е и за државата, бидејќи би било можеби малку и дегутантно да постојано истите луѓе се појавуваат на листите, затоа што нови млади луѓе доаѓаат, дел од нив се навистина со изводени квалитети, треба да им се даде шанса, и тоа го објаснува делот дека има определени нови имиња на овие листи. И конечно има можеби најважното прашање како се избирани носителите на листите. Сепак се работи за еден микс помеѓу луѓе од извршната власт и луѓе од законодавната власт. Сите носители на ВМРО-ДПМН се извонредно квалитетни луѓе. Тоа е првиот и основен критериум. Значи, секој од нив со својата работа, во својата област, во изминатиот период, навистина има направено огромен придонес и проценето е дека можат во овој период и најдобро да ги испрезентираат политиките, програмата, системот на вредности на кој што постојано инсистирам, сето она што значи ВМРО-ДПМН пред граѓаните и пред гласачите. Сите се лица со долгогодишно искуство во политиката и мислам дека овој баланс што се направи помеѓу луѓе од извршната и законодавната власт е вистинскиот одговор за тоа што ВМРО-ДПМН може да направи и да понуди на овие избори. Се разбира, како што кажав на самиот почеток, не се работи само за луѓето кои што се наоѓаат на листите. Не се работи дури за самите носители, кои што се секој од нив поединечно навистина извонредно квалитетни личности. Се работи за тоа дека позади нив стои една огромна екипа, еден огромен организам кој се покажал и докажал во спроведување на проекти кои што реално го подобруваат животот на граѓаните. И
од тие критериуми понатаму е дојдено до овие листи. Но сепак мислам дека најважното покрај листите ќе биде и она што ВМРО ДПМН ќе го понуди во моментот кога ќе можеме и многу поотворено да говориме за тоа е изборната програма на ВМРО ДПМН, која што навистина е резултат на работа на илјадници луѓе. Многу од членовите на извршната власт не се најдоа на овие листи. Тоа не беше слика на предходните избори, односно тоа не било слика во минатото. Речиси сите членови на извршната власт се наоѓаа на кандидатските листи за пратеници од страна на владеачката коалиција и вие не се наоѓате на таа листа. Зошто се одлучи сега зошто ваква одлука? Речи си многу малце како што приметив министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска е на тие листи и министерот за надворешни работи Никола Поповски. Па тука и министерот за здравство Никола Тодоров и се разбира премиерот Никола Груевски. Тој сега не е премиер, но како лидер на ВМРО ДПМН долги години извршуваше таа функција, така да и него би го ставил во таа категорија. Па прво, констатацијата не е сосема прецизна, бидејќи и на предходните неколку изборни циклуси, она што ви го кажав беше случај да имаме микс помеѓу луѓе од извршната и од законодавната власт, пратеници и луѓе кои што учествуваат во извршната власт. И сите сегашни носители, Владко Ѓочев порано бил носител во третата изборна единица, Илија Димовски се наоѓаше на изборните листи неколку изборни циклуси на назад. Антонио Милошевски има извршувано сериозна функција, значи тој беше наш министер за надворешни работи неколку години со извонредни резултати и извонреден успех. Последните години по негов избор беше пратеник, така што ВМРО ДПМН има историја на ставање на носители на луѓе кои што се и од законодавната власт. Исто така на предходните избори јас не бев на листите, можеби тој податок ви не сте го виделе. Бев само во изборите во 2011 година на 4-то место во третата изборна единица, но исто така постои пракса кај ВМРО ДПМН да не секогаш луѓето од извршната власт се на листите. Ако се погледнат листите на назад, ќе видите дека многу луѓе речиси кои што извршувале дури и министерски позиции, или биле заменици министри, или биле на некои од многу големите државни предпријатија, не се наоѓале на листите. Има повеќе причини зашто е тоа така, но ќе се навратам на почетокот. Многу е важно што е програмата и што е она што ВМРО ДПМН го представува. Тоа што овие луѓе не се на листите не значи дека нема да бидат вклучени во изборната кампања. Тоа не значи дека тие нема да остваруваат средби со граѓаните. Тоа не значи дека тие не дале свој придонес во креирање на изборната програма, туку напротив. Понекогаш е многу добро да оние функции кои што имаат влијание врз целокупната територија на Република Македонија, односно луѓето кои што ги извршуваат тие функции, да ги оставите да може да работат дури во предизборие на целата територија. Така што и ние промовиравме во последниот состав на владата како резултат на овој сложен политички процес што се одвиваше во државата неколку нови лица, но и тие не се најдоа на листите и покрај тоа што нивните рейтинзи се извонредно високи, сметавме дека дел од нив може многу повеќе да придонесат како луѓе кои што ќе помагаат на сите носители на листи и на сите изборни листи. Доколку ставите еден министер, да речеме за транспорт ќе го земам, господин Владимир Мисайловски, кој што навистина фантастично добро врши својата работа од кога е назначен, на еден начин ја осиромашувате понудата по другите изборни единици. Да го ставиме во двојка да биде носител, голем број на патишта се прават по сите изборни единици. И сепак она што тој може да го направи и со посетите на терен е многу повеќе на целата територија на Република Македонија, отколку да биде фокусиран само во една изборна единица. Исто така, ако се фокусираме само на луѓе што се носители од извршната власт,
ќе дојде до понерамноправна географска застапеност, она што ви го кажав. Сепак парламентот треба да биде на еден начин представување, застапување на интересите на граѓаните од географски целата територија на Република Македонија. И од тие причини се пристапи до овој модел. Но знаете како, дури да предпоставиме дека има целосно различни носители од овие што се сега. Јас сепак верувам дека резултатот на ВМРО-ДПМН и понатаму ќе биде одличен и понатаму ќе го освои апсолутното мнозинство во парламентот, бидејќи не се само тие 6, не се само тие 120, она што го кажав, илјадници луѓе стојат позади овие кандидати, позади било кои кандидати што ќе ги предложи ВМРО-ДПМН, но сепак наша обврска е да ги одбереме оние кои што се најквалитетни, од кои што луѓето имаат највисока доверба. Прашањето на доверба беше еден од критериумите кај изборот на новите кандидати. Се разбира и ке старите, на сите постојано се мери нивото на доверба и беа идентификувани личности кои што не биле членови до сега нити на извршната, нити на законодавната власт, но сепак во своите средини стоеле одлично и ВМРО-ДПМН се одлучи како политичка партија да им даде шанса. Би го напомнал присуството на листите и на дел од пратениците од другите националности во Република Македонија. И ова е исто многу важно, бидејќи говори за пристапот кон тоа како се води една држава. Значи, кажа веќе на почетокот, јавност имаше можност да види дека кај формирањето на листите на СДСМ се појавија огромен број на конфликти, негативни коментари од нивни поранешни или сегашни членови на највисоките партиски структури. Значи, едно разногласие и една неумешност да се формира кохезија, што во политиката е многу важна. Затоа што ако сакате ефективно да водите една држава, сепак треба да се создаде едно чувство на единство. Тоа почнува со процесот на формирање на коалиција. Тоа почнува со тоа да разните интересни групи успеете уште во рана фаза да ги придобиете на своја страна, се разбира, одговарајќи на дело и од нивните барања. Тоа на СДСМ очигледно не му успеа. Она што успеа да го направат е да интегрираат шарената револуција во собствените редови и за тоа си создадоа и голем број на проблеми, бидејќи шарената револуција не е автентично политичко движење. Тоа е група на луѓе, верувам меѓу нив има и патриоти, луѓе кои сакаат добро на Македонија, но одбрале да делуваат со сериозна помош од надвор и со сериозни упатства од надвор како и што треба да прават. И поради тоа нивното политичко делување не е автентично. Поради тоа и се јавуваат тие тензии во нивната партија и во начинот на кој што беше формирана коалицијата. И всушност интегрирачката моќ на СДСМ излезе дека е многу слаба. Тоа сега треба да го споредиме со тоа што правеше ВМРО-ДПМН во овој процес. Значи, ние излегуваме со најбројната коалиција што е поставена до сега во Република Македонија. 25 политички партии пред изборите, во ситуација на политичка криза, во ситуација на сериозен напад, атак врз националните интереси на Македонија, пред се со цел да се ослаби ВМРО-ДПМН, сепак му ја дадоа поддршката на ВМРО-ДПМН. Сите турски партии, ги има неколку во Македонија, се приклонија кон коалицијата на ВМРО-ДПМН. Сите ромски партии со своето членство, значи имаме еден случај кај што лидерот поинаку постапуваше, но сите ромски партии со своето членство се приклонија кон ВМРО-ДПМН. Партиите на властите се проклонија исто кон ВМРО-ДПМН. Партиите на србите со своето членство, го исклучувам тука случајот со Милетич, бидејќи се работи за еден човек, не за сериозно членство, сите се преклонити кон ВМРО-ДПМН. Значи, и покрај делувањето на сите сили против ВМРО-ДПМН, таа интегрирачка функција, интегрирачка енергија која што има ВМРО-ДПМН преовлада и тоа покажува како всушност се прават и политички компромиси, бидејќи политиката е
наука или активност на реалното. Не се работи за фикција, туку мора со оние што се реални ситуации на терен да се справите. И ВМРО ДПМН покажа досега, покрај сите овие елементи, најсилна интегрирачка енергија. Тоа е и она што ќе го пренесеме понатаму секој од партиите доколку ја добие можноста да ја води, да формира владата и да ја води државата. Значи, на едната страна имате разединетост, учесници со неавтентично политичко делување, подпомогнати од странство, може би свесно, може би несвесно, ја верувам несвесно, вршејќи функција на некој друг кој што не го има македонскиот национален интерес во предвид, туку собствениот интерес, се разбира спакуван на соодветен начин за да се убедат луѓето дека вршат работа за Република Македонија и таа разединетост, тоа неавтентично делување, несвесност дека се во функција на некои други интереси, ќе го продолжат понатаму и во действувањето на владата доколку би ја формирале. Значи, зборам за коалицијата на СДСМ. На другата страна е моментот што го има ВМРО ДПМН, значи огромна интегрирачка енергија, можност и сила да се справи со силни притисоци од надвор, многу знаење и се разбира балансиран пристап. Иако ВМРО ДПМН важи за партија со тврди национални ставови, ако го погледнете действувањето на ВМРО ДПМН, разните национални групи во Македонија, најмногу права, најмногу корист од државата виделе токму во мандатот на владење на ВМРО ДПМН. И тука е нашата главна сила. Тоа е она што не одвојува од сите политички опции претходно, особено оваа гарнитура на ВМРО ДПМН. Кога читав, односно кога се појавија вашите листи, нормално почна да се прават и анализи, дури и оние критичари на власта, зборувам за новинари блиски до опозицијата, ја пофалија владеачката гарнитура за тоа дека има единство кога се станува збор за листите, за разлика од опозицијата, кога нели се формираа листите, па видовме еден раздор во опозицијските редови. Тука ќе направиме една пауза за реклами, секако после тоа продолжуваме со разговорот, ќе се фокусираме на она што ќе ни понуди ВМРО ДПМН на предстојните парламентарни избори. Најавувате досега најобемна програма, да видиме што ќе биде во фокусот на таа програма. Исто така ќе направиме една споредба на оние листи од опозицијата и листите од владеачката ВМРО ДПМН и секако интересно е соочувањето во изборната единица 4. Би сакала еден коментар околу тоа. Почитувани, останете со нас, се враќаме за кратко во студиото. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Повторно назад во студиото на радио Слободна Македонија го слушате политичкиот магазин Кворум. Денеска мој соговорник е членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Владимир Пешевски. Господине Пешевски, најавувате најобемна програма досега за овие предвремени парламентарни избори, додека траеше паузата, малце поразговаравме, ми кажавте дека огромен тим работи на оваа програма, дали економијата останува во фокусот и кои ќе бидат приоритетите на ВМРО ДПМН? Така е. Значи, како и досега, она што го донесе ВМРО ДПМН и го задржа на власт сите овие години, почнувајќи од првата програма во 104, што беше наречена, до последната се е економијата. И тоа не е случајно, но не е само економијата. Што е целта на секоја политичка партија, на секоја гарнитура што води една држава, се разбира да го подобри животот на граѓаните во таа држава. И економијата е најважниот сегмент, но ако се фокусирате само на економијата, ќе направите огромна грешка. Бидејќи добрите економски политики или генерално гледано, добрите политики се оние кои што се комплементарни, кои што се надополнуваат една со друга. Јас ова многу пати го имам кажано и постојано инсистирам на тоа. И иако ќе наидете на критики понекогаш зошто ВМРО ДПМН толку инвестира во културата, зошто инвестира во здравството, зошто инвестира во образованието, затоа што сепак тие се индиректно некако споредни гранки на економијата, сепак тие се факторите во обкружувањето кои што исто така придонесуваат да економијата напредува со позабрзани чекори.
Оваа програма ќе биде најобимна до сега. Согласно изборните правила, јас не смеам да ја промовирам програмата додека официјално не започне периодот на кампањата, но можам да кажам само дека како никогаш досега бил вклучен речиси секој сегмент на функционирање на општеството во насока на прибирање на идеи и во насока на излегување со што поквалитетни предлози. Ние бевме сведоци дека на 2 пати се одлага изборите и во секој од тие изборни циклуси кои што беа неуспешни, ВМРО ДПМН спроведуваше една активност на прибирање на идеи од граѓаните, што помогна па сега во оваа фаза да имаме најголем број на предлози. Она што ќе се види, ќе биде програма која што по својот обем и големина е незапамтена не само во Македонија, туку мислам и многу пошироко. Ќе видиме како ќе излезе конечниот графички дизајн, бидејќи навистина сега во завршна фаза таа оди на лекторирање па ќе се печати, но иницијално се делува дека од она што го видов ќе биде помеѓу 500 и 600 страници и со неколку илјади проекти кои што ќе бидат стандардно како и претходно детално образложени. Бидејќи ме прашавте за тоа дали економијата ќе биде и понатаму, се разбира, главниот фокус ќе биде на економијата, бидејќи и најголемите успеси и резултати што ги имаме постигнато се токму во делот на економијата. Главна цел, економски гледано, на секоја влада е да постигне две работи: што повисоки стапки на економски раст и што поголем степен на вработеност или пониски стапки на невработеност или отварање на нови работни места. Во ситуација кога имате многу висока стапка на невработеност, тогаш оваа цел станува приоритет. Важно е да имате економски раст, бидејќи само при економски раст се создаваат нови работни места, но сепак кога се креираат политиките можете да влијаете на тоа дали ќе бидат фокусирани малку повеќе кон отварање на нови работни места или малку повеќе кон заселен економски раст, уведување на нови технологии и слично. Значи, сепак политиките не се креираат за една година, туку треба да имате визија за 5 до 10 години нанапред што сакате да постигнете. Во изминатиот период главниот фокус ни беше на отварањето на нови работни места, бидејќи она што беше најгорлив проблем во Македонија, почнувајќи од транзицијата, од креирањето на 200.000 невработени преку процесот на приватизација со кој што управуваше СДСМ, беше токму тоа да се најдат работни места за да им се овозможи на луѓето да имаат малку подостоинствен живот. Отварањето на нови работни места беше и врвен национален приоритет, бидејќи оној тренд на иселување на младите може да го спречите само доколку им дадете соодветни опции во Република Македонија. И тука кога зборам за младите, зборам за сите, не за традиционалната дефиниција под 29 години, туку ги ставам речиси целото работоспособно население. Луѓето кои што имаат капацитет да најдат работи надвор од Македонија, и тоа е веројатно границата некаде околу 50 години. Сите оние до 45-50 години кои што доколку немаат можност да обезбедат екзистенција овдека, а може да најдат работа, биле нашата целна група во изминатиот период. И главниот успех што го има постигнато во ВМРО ДПМН е токму тука. Она цифра од 160.000 работни места се уште не е доволна за да ја задоволи само онаа цифра на 200.000 навработени кои што ги создаде СДСМ. Знаете како ви како она што еден лош ке растори треба многу памет или многу долг временски период некој паметен да го поправи. Ние се движиме кон таа патека, но не треба уште малку време. Тоа ќе остане во фокусот, значи создавањето на нови работни места и понатаму. Наша најголема загриженост е токму тоа иселувањето на луѓето од Македонија и не постои, повторно кажам, не постои подобар начин да ги задржите овдека отколку да им обезбедите на луѓето можност за екзистенција, а тоа е преку отварањето на нови работни места. Ако се тргне од оваа премиса,
сите оние проекти кои што ги спроведувавме и кои што ќе бидат дел во програмата за следниот период, ќе имаат една компонента директно и индиректно која што води сметка за ова, значи за создавањето на нови работни места. Но се разбира, тоа не е доволно, нити е така едноставно, бидејќи мора да се води сметка и за многу други аспекти. Треба да се води сметка за рамномерна развиеност на државата. Степенот на иселување е многу поголем од руралните места отколку од урбаните места. И од тие причини еден од позначајните проекти на тој ќе биде промовиран соодветно и не само тој, туку низа комплементарни проекти се околу него се насочени токму кон развој на овие рурални места и тоа ќе биде вака можеби еден од главните проекти на самата програма, но деталите не би ги откривал, бидејќи повторно се уште не се наоѓаме во предизборниот во период на кампања. Очекувате ли идеи на овие предвремени парламентарни избори или очекувате валка на кампања? Па видите, не знам дали ќе има надпреварна идеи, бидејќи од она до сега што го видовме од страна на СДСМ се работи за копирање, нивно копирање на наши идеи и нивно зголемување, бидејќи нив им е лесно, знаат дека ќе ги изгубат изборите и едноставно одат со нереални ветувања. Така да нема да има надпреварни идеи, бидејќи идеите доаѓаат од ВМРО-ДПМНЕ во изминатиот период. Од таму има во најголем дел плагијат. Има тук таму, верувам, по нешто ново што ќе предложат, но се добива впечаток дека не ги ставиле во контекст сите проекти од аспект на проекции што е реално во буџетот. Едноставно е збир на предлози кои што се во најголем дел ископирани од ВМРО-ДПМНЕ од претходните програми, зголемени за 20, 30, некаде и за 100% и презентирани како нивен предлог. Кај ВМРО-ДПМНЕ процесот оди многу подетално, токму и тој е најтешкиот дел да се направи селекција на проектите. Ние ако имаме, да речем, нешто преку 2000 проекти во оваа програма, она што ни стоеше на располагање како предлози беа над 10.000. И сега од тие треба да изфилтрирате прво што може да се интегрира во постоечките проекти и понатаму да се направи приоритизација согласно можностите. Ние водиме сметка еден од главните параметри на државата е задржување на макроекономската стабилност. Макроекономска стабилност значи ова: курсот на денарот да остане стабилен, да нема инфлација на зголемување на цените драматично, девизните резерви на државата да бидат стабилни, да имаме трговски дефицит кој што се намалува, бидејќи така се задржува и курсот на денарот, и да имаме релативно ниски каматни стапки во државата. Еден од овие параметри да не постои, веќе почнуваат да се јавуваат знаци на несигурност. И ние имаме историја понатаму во изминатите години, не во годините кога ова гарнитура на ВМРО-ДПМНЕ е на власт, во претходните периоди каде што некој од овие компоненти недостасувала. Ние се сеќаваме на периодот, барем ја доаѓам од бизнисот, кога каматните стапки беа фантастични помеѓу 15 и 20%, кога не можеше да се дојде до кредит, кога беше тешко да се купат девизи на пазарот, иако курсот се држеше стабилен, меѓутоа немаше доволен прилив на девизи. Периоди кога се тргуваше со девизите на црно или преку менувачници, каде што голем дел од тоа се одвиваше на сив пазар. Денеска сите тие работи не постојат, луѓето не се оптоваруваат со тоа, ама тоа е многу важен предуслов да го задржите ако сакате да имате стабилна ситуација и реализирање на проектите понатаму. Ние во програмата не посветуваме премногу простор во пишаното за тоа како се задржува таа стабилност, но делот на планирање што е она што реално можеме да го направиме е водена огромна сметка. Секој проект е испланиран фискално, што се неговите последици за години нанапред со цел да се задржи оваа макроекономска стабилност. Така што ако сакате, она што ќе му го презентираме на народот е една визија на стабилен раст, во стабилно обкружување, понатамошно намалување на невработеноста, создавање на нови работни места, враќање на дел од нашите кои што се иселени, кои што имаат некакви работни места во странство кои што и не се достоинствени. Ако се создадат овдека опција, ние знаеме како да го направиме тоа, тие ќе се вратат.
Тоа е она што ќе го нудиме ние и она што ќе го нуди СДСМ ќе биде збир на проекти, многу нереални, со неиспланирани фискални макроекономски параметри кои што доколку се спроведат ќе донесат до сериозно нарушување на финансиската стабилност на Македонија. Но ќе речем тоа е само во делот на економијата. Програмата наша има огромен број на проекти во сите области. Она што кажав за комплементарност, значи мора на се да посветите внимание. Мора да посветите внимание и на изградба на инфраструктурата. Има многу, најголем број на нови проекти за изградба на нови локални и регионални патишта ќе ги има во оваа програма. Најголем број на реновирање на училишта, нови градинки, тоа е еден од проектите кој што веќе се промовираше за 100 градинки, што не е дел од економијата, но е во делот на третирање на социјалата. Повторно го има во програмата. Во делот на здравството, понатамошно осовременување со современа апаратура на сите државни здравствени установи во државата. Голем број на други системски подобрувања, значи илјадници проекти, порано велевме стотици, сега се илјадници, бидејќи неколку илјади ќе бидат проекти од сите области, е она што ќе го понуди ВМРО да помине. Значи, еден заокружен концепт за развој на државата во секоја област, во секој домен на незиното функционирање. Би сакала да ве прашам тука кога сме веќе кај очекувањата од кампањата. Во борба за албанските гласови, опозицијскиот лидер Зоран Заев во неколку наврати ја најавува идејата за воведување на двојазичност на целата територија на Република Македонија. Вашата партија прилично остро реагираше на оваа идеја за редефинирање на државата. Дали очекувате дека оваа идеја ќе се провлекува и во текот на кампањата со оглед на тоа што можеме да видиме и во листите на опозиционерите дека има луѓе од албанската етничка заедница кои високо котираат, добија високи позиции на листите за пратеници? Според мене, значи не ги знам случувањата во СДСМ, но мој впечаток е дека оваа тема им е наветната од советниците кои што ги имаат, кои што не се од Македонија, бидејќи тие сватиле дека со начинот на делување на Социјалдемократскиот сојуз во изминатите години и со кадровскиот потенцијал кој што го имаат, не можат долги години на напред гледано да извојуваат победа во македонскиот блок над ВМРО-ДПМН. Значи, тоа е реалноста и веќе во десетина изборни циклуси наназад, тоа е резултатот што СДСМ реално го добива на терен. Убедлива поддршка на македонскиот народ, на македонците, на политиките на ВМРО-ДПМН наспроти оние на СДСМ. Соочени со една таква ситуација, верувам дека нивните советници им рекле дека можеби треба да се ја побараат среќата во нови гласачи од делот на албанците. И оттаму е тргнато со стратегијата да се привлечат определени промовирани или во јавноста познати албански интелектуалци да станат членови на листите на СДСМ. Јас мислам дека тоа е една игра на двоен морал, бидејќи со право, и тоа може да го видите во кампањите на ДУИ, тие го постуваат прашањето што е она што го направило СДСМ за албанците, за да ги бара нивните гласови. Јас повторно ќе кажам, знам дека ВМРО-ДПМН е перципиран како партија со потврди национални ставови. Но ако сакате, дури и меѓу албанците, ако постои македонска политичка партија која има право, има основа да го бара гласот на албанците, тоа е ВМРО-ДПМН. Зборам помеѓу македонските партии, бидејќи најголемите придобивки за албанците кои живеат во Македонија се од владите кои што ги управувал ВМРО-ДПМН. Најголем број на училишта, најголем број на водоводи, на канализациони системи, на градинки, на субвенции, на разни помошти се дадени токму од владата на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН не го испромовирал тоа доволно силно, но ние имаме една визија за развој на ВМРО-ДПМН како граѓанска партија која што нема да биде само кон македонците насочена, туку кон сите етнички заедници во Македонија и постепено ние ќе дојдеме до тој концепт. Но
повторно процесите треба да се одвиваат со една природна брзина. Ова што го прави СДСМ е едноставно нудење на нешто што не е реално, при тоа загрозувајќи ги националните интереси. ВМРО ДПМН ја спроведува го спроведува во делот на двојазичноста Уставот на Република Македонија. Значи, во оние средини, во оние општини каде што е задоволен критериумот за двојазичност, двојазичноста веќе постои. Првите табли во градот Скопје што се појавија двојазични се во мандатот на Коце Трајановски затоа што е исполнет тој критериум. Но она што го говори Заев или повторно ќе кажам, верувам дека се политичките советници кои што ги имаат, мислам дека е непознавање реално на состојбите во Република Македонија. На прв поглед, она како што мислам дека им е продадена идејата е дека се работи за цивилизацијска придобивка, дека секој треба да говори на сопствениот јазик, и јас се согласувам со тоа. Но ние се наоѓаме во една специфична ситуација. Македонија нема втора држава. Албанците имаат Албанија, го имаат и Косово, и голем број на правата, огромен број на права кои што ги имаат во Македонија со ниво на развој на инфраструктура кој што е над таа на Косово и во Албанија. Добар дел од нив живеат подобро во Македонија отколку на Косово или во Албанија. И мора да бидеме свесни дека се уште тврдите националистички духови во овој регион не се исчезнати. Јас не велам дека секој албанец се залага за федерализација, но воведувањето на двојазичност на целата територија на Република Македонија и онемо каде што нема албанци, ќе значи и забрзано менување на етничката карта на Република Македонија. Тоа ќе значи дека ако во Струмица воведете двојазичноста, вие мора да имате преведувачи таму, мора да имате луѓе кои го познаваат албанскиот јазик, што ќе доведе до позасилена миграција на луѓето од онаму каде што е мнозинството албанско население до онаму каде што е мнозинството македонско население. Ние ќе дојдеме до тој концепт во наредните 20-30 години, но сепак потребно да се случат некои други работи претходно. Македонија да влезе во НАТО, Македонија да влезе во Европската унија, да се подигнат стандардите на однесување кај сите на едно поинакво ниво, со цел тогаш да се спроведуваат процеси. Ова што е сега е на граница на национално предавство што го предлага СДСМ. И мислам дека фактот што доаѓа од господинот Заев од етнички чиста средина гледано, значи како национален состав на општината Струмица, придонесува да не е целосно свесен за ефектите на она што го предлага. Мислам дека ќе бидат свесни после изборите на 11 декември дека ова на еден начин, сега да не бидам вулгарен, ефтина политичка игра ќе биде прочитана од гласачите, така што ќе бидат изгубени и гласовите од македонците, кои што очигледно господинот Заев не ги познава добро, а исто така нема да ги добие гласовите од албанците, бидејќи сепак играта не е да се направи нешто за нив, туку играта е само да се дојде на власт и понатаму да се одработи она што му е зададена како задача од оние кои што го промовираат. Господине Пешевски, тука некаде мора да привршуваме. Ви благодарам за денешниот разговор. Почитувани слушатели, тоа беше интервјуто со Владимир Пешевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Одговоривме на прашањата по кои критериуми владеачката партија ги состави листите со кандидати за пратеници и како оваа партија ја подготви, како што велат, најобемната програма за овие предвремени парламентарни избори. Кампањата почнува на 20 ноември. Ќе не очекува на вистина тежок период и дефинитивно тоа ќе биде жишка атмосфера на политичката сцена во Македонија. Денеска е 14 ноември 2016 година. Политичкиот магазин Кворум е во продукција на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, автор и водител на оваа емисија, техничка реализација Дине Вучков и Далибор Зафировски. Ви благодарам на вниманието, пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.